Психичко вознемирување што предизвикува душевна болка, страв, понижување, повреда на честа и угледот е причината поради која еден работник може да поведе спор против работодавачот за вршење мобинг. Со цел работниците да се запознаат со своите права, да препознаат дали станува збор за кршење на работничките права, мобинг, сексуално вознемирување или пак дискриминација. Сдруженијето Еманципација, солидарност и еднаквост денес одржа семинар на тема мобинг, заштита од вознемирување на работното место. На ниво на Македонија, како што рече Дивна Змејковска, председател на Синдикалната организација на жени, досега имаат покренето 6 постапки за мобинг, но за жал ниедна не е решена. Ние закони имаме, меѓутоа во имплементација се покажа дека тоа е на многу ниско ниво. Во случаевите на мобинг имаме, например, покренато на ниво на Македонија се покренати 6 постапки, за жал се уште ниедна не е решена. Причината е за тоа прво затоа што и правосудните органи кои што треба да работат не знаат да го препознаваат. Значи имаме закони кои што се во дискрапанца едни со други. Значи законот за мобинг, посебен закон, закон за дискриминација и закон за заштита од психолошко вознемирување на работно место е во расчекор со законот за работни односи и законот за јавни државни службеници. Значи овде зборуваме воопшто за овој вид на проблем кој што е како појава, не се појавува само во државните институции, не се појавува само јавниот сектор. Значи го има во приватните фирми, но за жал таму ние не можеме ни да делуваме затоа што синдикалната организираност е на многу ниво. Глоба во износ од 5000 до 6000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на работодавач доколку врши вознемирување на работно место и го злоупотребува правото на заштита од вознемирување на работно место. Според Змејковска, ваквите глоби не се почитуваат, а последиците врз работникот се огромни. Најчести санкции се кога се работи за мобингот е глоба до 5000 евра лицето кој што прави, меѓутоа не доаѓа до тие санкции. Ќе ви кажам еден податок кои се последиците, тоа е многу битно да го споменам, го испуштив на почетокот можда. Значи, што може да предизвика долгогодишен мобинг? Значи, целта на моберот е да го натера самиот работник, ако е на ниво работодавач работник, да го натера да замине од предпријатие, да го напушти работното место, затоа што нема излез и ќе крени раце. А тука се нарушува здравствена, психолошката состојба, нарушување на крвен притисок, на шекер, сите оние болести кои што може човек да ги добие, значи од тој психолошки напор може да ги доживее. Работодавачот значи може да се го продолжи тоа, а што се случува? Ние верувам дека и вие сте запознаени, во Скопје имаше случај на убиство и тоа во здравствена установа, убиство на човек кој што беше 10 години мобиран од раководителката и он ја уби со 10 убоди од нож. Значи, тоа е она најстрашното, а и често пати се посега и по самиот живот. Работилницата за мобинг беше организирана од страна на Сдруженијето Еманципација, солидарност и еднаквост, а со поддршка на Унијата на независни автономни синдикати, CNV Интернационал Холандија и логистичка поддршка од Центарот за управување со кризи Струмица.